Една година потоа што направивме или поточно што не направивме по Кочанската трагедија. Стефанија, Ивана, Андреј, Павел, Ана, Сара, Моника, Ице, Димитар, Леонид, Марија, Филип, Матеј, Бојана и уште 49 момчиња и девојки, керки, синови, браќа, сестри ги загубија животите во пожарот во Пулс лани 2025 година. Дали жртвите и семејствата на жртвите беа удостоени со должна почит и со судски процес кој навестува правда и одговорност и институционална и персонална. Каков беше одговорот на општеството? Вечерва, за жал на оваа тема, разговарам со представници на политички партии, парламентарни партии, кои се креатори на политиките во моментот во државата. Одам со најава, Тони Јаревски, ВМРО ДПМН, благодарам на поканата. Снежана Калеска-Ванчева, СДСМ, Добро вечер, благодарам. Борислав Крмов, Левица, Добро вечер, благодарам на поканата. Фато Налити, Дуј. Добро вечер. Тешка е темата, навистина, како и да го почнеме овој разговор и оваа дебата, можеби нема да биде соодветен, но мора да зборуваме, бидејќи имам една теза, ако не зборуваме, тоа не значи дека не постои и тагата, и сочувството, и загубата која ја чувствуваат родителите. За жал, ова е колективна трагедија. 3 дена од саботата, неделата, па и денеска понеделникот се изразува сочувство не само во Кочани, во повеќе градови се организираат настани. Овој формален дел на сочувство ќе заврши, но загубата за родителите е вечна и ненадомеслива. Но мора да разговараме, како што кажа, во името на правдата и вистината за овие 63 загубени животи. Еве, прашањето е за сите исто, она што го поставив како прашање, дали општеството соодветно одговори по една ваква трагедија. Кога го прашувам прашање, во овој контекст еве ставам општо и донации, и логистика од држава, и медицинска поддршка, и политичка, па тука во контекстот ќе ги кажам и оние анкетни комисии во собранието кои не подразбираат кривична, но треба да подразберат политичка, морална одговорност за ова што ни се случува. Ајде едно по едно, Јаревски. Што направивме, што не направивме, одлично ви е поентата. Прво, не обединија во тагата. И сега пред емисијава разберивме неколку мислења, тој настан колку тешко и длабоко не погоди сите како општество. Ја верувам дека еден нема кој што остана равнодушен. И можеби во право сте дека треба во два сегмента да го разделаме ова како проблем. Јас би рекол, оној што го дискутираме и во формалниот и во неформалниот дел, што се прави и што се уште треба да се спроведе за ова да не се повтори. Иако знаеме дека трагедии секаде се случуваат, ние сме општествени чинители или барем нивни представници, каде што треба активно да земеме учество во сите оние процеси, да надополниме за да превенираме некоја иста или слична катастрофа во иднината. Точно, легитимно и некој да каже дека тоа се напластени проблеми кои што биле напластувани со децениите и тоа резултираше со загуба на 63 животи, една огромна цена дамка и врз државата и врз нацијата, јас би кажал. Но има и уште еден момент кој што не смееме никогаш да го забораваме. Треба да се учествуваме со семејствата, никогаш да не ги забораваме жртвите, но треба да се израдуваме и на живите. Она што можеби во овој период, веќе година дена понатаму, можеме ги согледаме и работите како можеше да биде. Имавме 200 дечиња во сериозна состојба во првите 24 часа после несреќата. Не знам од колегите кој е како здравствен работник, ама од она што во ние први 12 часа или 20 часа што беа, што го кажува, ризикот беше огромен, овој број на жртви неколкократно се зголеми. Но Јаревски, ќе поразговараме за логистиката по тоа, сакаме затоа и реков, еден дел имаме
како да превенираме да не се повтори, како да се даде јасно до знаење дека ова нема да остане незаборавено, дека сите процеси мора да бидат завршени, мора да се направат јасни чекори за подобрување на состојбите и се прават, и конечно да се направат услови животот во Кочани и во Македонија да продолжи да колку што е можно подобро во нормални услови да продолжи. Од сите тие аспекти се треба да биде подкрепено и е подкрепено со мерки. Вие рековте понатаму во емисијата, можеби ќе продискутираме. Да, и околу конференцијата што беше организирана со поентите. Не само за конференцијата. Ја затоа за пораките зборувам отаму кои беа изложени на јавно коментирање, да. Добро. Да. Ве молам, за да имаме простор во Воведов, спомна Јаревски неколку сегменти, но колку е важен тука и сегментот за да видиме не како се случи, туку зошто ни се случи тоа. Апсолутно. Знаете, кога се случуваат, ова јас би рекла што ни се случи пред година дена е една колективна трагедија, колективна травма. Нешто што мислам дека никој од нас не воопшто не ни можел да замисли дека нешто такво ќе ни се случи, но за жал се случи. Таа трагедија останува секогаш, значи длабоко во срцата, никогаш никој не може да избрише болката по загубеното чедо, брат, сестра или најблиски, а тоа беа 63 животи и да не забораваме околу 200 млади луѓе со сериозни повредени, кои што за жал некои од нив имавме сведоштва дека навистина ќе имаат сериозни лузни. Да, само да дополнам 150 од нив се уште се изложени на лекарски третмани и се изложени на некои им престојат и се уште и дополнителни третмани, операции и така натаму. Значи, ние зборуваме за тука веќе зборуваме за една продолжена травма и трагедија. Значи, не заврши сето тоа. Но, она што ние како општество, значи, како чинители во општество и особено луѓето кои што се активно вклучени во политиката и политичките чинители во оваа држава, мора конечно да го научат и да го сватат, е дека нема ништо подрагоцено од животот и дека се она што системот, пошто системот не е нешто апстрактно. Ние говориме, системот, виновен е системот, не функционирал системот. Кога системот не функционира, преведи виновни сме ние луѓето, бидејќи во тој систем, во секој тој сегмент од системот работат луѓе со своји права, но со своји одговорности сериозни. Ние мора да сватиме дека една карика да не функционира, тоа е систем на свезани садови. Пука се. Да. И оттаму мислам дека клучното нешто е да конечно се свртиме и да видиме каде сме ние во тој систем, правиме ли доволно, овозможуваме доволно или сме лежерни, неодговорни. Ќе подискутираме за позицијата на институциите пред и потоа. И тука некаде лежи всушност и одговорот на нета според мене што да треба се направи. Крмов. Вака, прво и основно ово општество не го превенираше овој случај. Значи, ние зборуваме за дискотека у наводници, штала дискотека која што функционирала 13 години. 13 години ги поминала малтене сите гарнитури на власт. Значи, функционирала и во време на ВМРО ДПМН, и во време на СДСМ, и сега повторно во време на ВМРО ДПМН. А после видовме како газдите како комуницирале со инспектори, како тука имало подкуп, видовме колку лиценци биле подпишани од министри, од службеници во Министерство економија. Тој систем е граден. Тој систем не е, како да кажам, тоа не е пропуст, туку напротив, тој систем е кај нас правило. И ние, за жал, моравме да доживееме ваква една незамислива траума со 63 прерано изгубени животи, над 188 мислам дека беа целосно повредени, еве ги сега рековте околу 150 се уште се лекуваат. За ова општество да се разбуди. Прашањето е дали се разбудивме, еве ќе го дискутираме подетално, да видиме колку се разбудивме околу кривичниот процес, да видиме колку се разбудивме околу помошта на тие луѓе. Првичната помош, а сега и помошта за
повредените кои што се лечат. Значи ние имаме семејства кои што сега уште живеат со таа травма. Тие секој ден го гледаат своето дете со не знам кој процент на изгореници кои што изгубиле работа заради тоа што кои што морале да со месеци нели да се грижат со него кога се случи несреќата. И сето тоа продолжува. Дали имаме реформа во законодавството соодветна. Запишав околу тие поинти, што се смени по протоколи и по законодавство во оваа една година и сакам нешто околу пиротехнички средства во суштина многу малку. Да, имам одговор околу протоколи и лиценци, ќе го поразговараме. Али ти функционери на ДУИ, важни функционери на ДУИ се дел од тој судски процес. Еве како ја оценувате оваа една година потоа? Значи, јас прво да се согласам потполно со вашиот вовет. За жал, мора да дискутираме на оваа годишнина за тој трагичен настан со кој што сочувствуваме и сигурно дека нема да го заборавиме никогаш. За општествените реакции, на кратко, политичка реакција не видовме, затоа што најмалце требаше да има некоја си барем морална оставка. Институционалната е минимална, речиси нигде, затоа што еве гледаме тек сега, после една година на годишнината, се организира конференција меѓународна, каде што, така барем организаторите кажаа дека ќе направиме пресек. Во однос на нашите функционери кои што се сега во судски процеси, мислам дека е резултат на менаџирање на последиците по владата и по партијата. Затоа што требаше да се најде некој виновник, кој што ќе биде дефокус од вистинските одговорни лица, како што се инспектори од СВР, дали Кочани, дали Штип и така натаму, организатори, пиротехничари, собственици, добро, има за некои од нив постапки, меѓутоа да се бара одговорност прво кај некои си албанци од ДУИ, нели, од таа страшна ДУИ, што според мене се камуфлира едно антиалбанство на ова гарнитура, меѓутоа, тоа можеме да го разговараме друг пат и според мене, имајќи ги предвид фактите дека нема никаква каузална врска помеѓу претходниот министер Бектеши со овој настан, затоа што таа дискотека не функционирала врз основа на некоја лиценца дадена во некое време, негова. Прво, второ, имале фалсификувана лиценца и таа истечена, дури фалсификуваната била истечена. И единствено нешто што останува, што може би да се поврзе со некаква одговорност на министерот Бектеши е само доколку он знаел дека таа дискотека работи под такви и онакви услови. Но, под исти околности, тогаш треба да се гони и градоначалникот. Добро. А градоначалникот е многу поблиску до таа дискотека, пошто Кочани не е Токио, нели? За да знае во какви услови функционира. И мислам дека тој е политички прогон за некоја си страшна ДУИ. Така јас го гледам. Добро. Мислам дека крајно е сензитивна темата и болна, за да се обидуваме преку национална призма да ги гледаме работите. Она што треба да гледаме. За жал, јас не ги гледам така ги имаме поставувате. повеќе обвиненија, 50 луѓе беа фатени во првата постапка, 32 се веќе поставени, тече судската постапка на увите на
на јавноста. Има уште две Кои други се поставки. обвинети, колку се уште обвинети? 32 се поднесени официјално за обвинението и дополнително уште 30 има ама во поставката истрага се 32, со МОВР. не ви се Понатаму, обвинени. 350 лиценци беа со надчовечки напори веднаш спроведени контроли преку Министерството за транспорт и инспекторатот. Лиценци беа одземени за изведба, за надзор, за контрола и така натаму. Мислам дека лесни се и достапни информациите, особено за активноста на државниот пазарен инспекторат. Колку лиценци беа одземени, колку контроли беа направени. Локалната самоуправа на сите нивоа во државата Ама вие се извинувате вклучи. сега за тоа што Јас ги што е земам на сите, направено на од сите после, мерки, така? па се разбира дека ќе ги ама дозволете ова само. нема врска со Ја не тоа ве што прекинав. велите дека Сакам јас да ги кажам дека поврзувам веднаш, етнички. како најодговорна влада, беа преземени сите опции во насока на подобрување на состојбите, дека е согледан некој сегмент, утврдена веднаш потребата и се постапува мерки. Вакви листи можам да поминам понатаму. Рекове и во однос на жртвите што беа оние на тренингот. Во првите 24 часа, не случајно преска го напоменав. Многу е низок процентот од она што го велат здравствените лица односно многу висок ризик има од компликации и дополнителен ризик од губење на животи. Во 24 часа 30 болници во странство, 16 држави. Беа отпреме 101 или 110 што беа направени. Уште 100 беа, ама не, видите вака се. Тоа не е Ние заслуга имаме на и други владата. случаи, не сум да спомнам Немавме ниту капацитети такви за затоа да не ги сум да спомнам ниту не модуларна, не само нашата држава, многу помоцни држави со такви трагедии не може самостојно се справи. Меѓутоа, беше да се каже дека е тоа некаква заслуга на владата што отишле во Италија, во Грчка, во Австрија на лекување. Во други случаи тоа не се го направи. Механизам за цивилна Да, заштита. и тоа требаше да се активира во тие моменти некој постапи. Тоа беа половинката од нашите, другата половинка веднаш беа сите капацитети максимално искористени во државата. Ако забележате во нас на кој што се повикавте и преходно, сите врвни еминентни личности од здравствените работници во странство, прво што укажа дека триажата и првишите чекори од страна на нашите капацитети биле на највисоко можно ниво направено. Ма колега, тоа не е заслуга на владата и на ВМРО-ДПМН. Тоа е заслуга на професионалците во системот на здравствена заштита. Добро, идеме Значи, на луѓето кои што на вистина дадоа се оцеги, тоа е неспорно. Јас само кажав што беше се преземено веднаш. Така е. Никој тоа не го спори. Исто како што можеме да укажеме дека болницата за кој што еден лидер опозиционен сега сакаше да затвори, сега функционира со максимални услови, со одлични услови што ги дава на сите што има сега насочно потребно. За кој зборувате имаш изјава на Филип Шедна во Кубаново, ќе видите што планираше со болницата во Кочани да направи. Исто таа болница сега која што избегува во пресек на луѓето, која што беше опремена направена. Се направи центар за рехабилитација. Исто на Пониква, за екстрено брз период, опремен, оформен, кој што до ден денес ги дава услугите на овие кои што доаѓаат. Во првиот дел, прво да видиме како дојдовме малку до таа трагедија, иако постојано долг период, веќе една година ги бараме одговорите. Значи најпрво како дојдовме до сето тоа. Можеме ние да изгубиме уште 5 емисии, најверојатно ќе изгубиме. Со тоа што се случи све, да стоиме до оваа состојба. Можеме да се повикуваме на сите штетни политики преходно што се наследиле. Можеме да кажеме какви напластени проблеми, дали еродирал системот, институциите и така натаму. Но, она што ни е најважно, да видиме што све се прави за да се превенира следна ваква состојба. Како да ги подобриме работите и тука е она што може да правиме. За првиот дел да не испадне дека избегнувам од прашањето, има постапка, тече, лоцирана е веќе потенцијална одговорност, односно кои се обвинети лица, да бидеме коректни, да го почекаме процесот да заврши. Јас сум уверен дека ќе имаме завршница на истиот, мислам дека не постои друг процес кој што е подетално следен во држава од овој дека. Така. Најгломазен овој процес, родителите се фокусирани, нели, постојано се присутни, не препознаваме во нивните изјави дека постои, да бидам искрена новинарски, дека постои некоја надеж дека таму на тие клупи ги гледаат вистинските виновници за трагедијата и има разочарување кај родителите, но еве тоа ќе го препишеме на таа емотивна загуба и емотивна реакција. Знаете што родителите, најблиските мора да бидат разбрани. Тоа во нивната болка и нивната загуба која што нема надомест, тие се жедни за правда. Значи, но
не можеме ние да одиме за тоа дека за да задоволиме одредена желба за правда, од друга страна да правиме неправда. Значи, има виновниците, правда имаме кога секој што е одговорен, во тенес ќе одговара, но за действијата што ги превзел, што имаат конкретна каузална поврзано со настанот, или за действија што не ги превзел, а повтор имаат каузална причина. Оттаму, оправдан е сомнежот, гломазен е процесот. Јас, како правник, навистина поставувам прашање и за мене е прилично нејасно како може сите тие луѓе во тоа обвинение да бидат соизвршители во едно такво кривично дело. Значи, многу прашања има. Се надевам дека ќе се даде одговор во постапката и не би сакал да преюдицирам, но навистина има прашања кои што бараат одговор. Знаете, веќе мора ние да почнеме гласно да зборуваме за ова. Знаете зошто прочитав колумна на колегата Георгиевски, имаше меѓу другото како поента дали од колективна загуба што ја говориме со овој судски процес. Ама не можеме колективна вина да имаме. Ќе влеземе во процес на колективен заборав, бидејќи процесот е преобемен, прекомплициран, кога ќе се истурка во меѓувреме се менуваат судбини, тоа сакам да го прашам. Затоа имаме меѓународна конференција каде што тек ќе направиме пресек, ме разбирате? Значи, како се јаде? Конференција за Еден по еден, дали може само да завршам. Едната димензија, значи, на ова случај, клучно, мислам, навистина е многу важно како ќе заврши судскиот процес и дали навистина ќе видиме одговорност, бидејќи, значи, треба да имаме ефикасна и ефективна правда. Тоа подразбира, да, брзо, секако да не трае со години и навистина да одговараат согласно закон и согласно доказите и фактите вистинските. Тоа е едната димензија. Но втората димензија, оно што го поставивте прашањето, научивме ли нешто? И јас се плашам дека се уште не научивме и после се тоа не научивме како Ајде тоа прашање да го поврземе што сменивме потоа. Затоа што осем колегата што кажа што јас барем не знам, во собрание сега не следам толку, мислам дека само се смени законот за забрана пиротехнички ниту еден протокол и закон не е сменет, например, за одобрување лиценца. Еве ќе го кажам и само уште ова да кажам. И не е клучот секогаш, да, апсолутно беше потребно тој закон да се донесе, да се измени тој закон, но клучот кај нас не е во лошите закони или немање закони, туку што правиме за нивна вистинска имплементација. Не може да ми каже дека имаме политичка волја, дека оваа влада со оваа конференција сега ќе направи некои протоколи и ќе води грижа, значи за да може да се избегнуваат и превенираат такви трагедии, а ние, значи, немаме ниту доволно градежни инспектори, ниту доволно пазарни инспектори, немаме опрема, немаме ресурси, ниту човечки, ниту материјални, кои што едно по едно да ги локализираме малку тимиве за да можеме поинтерно да делот на судскиот процес. Ова се тие сегменти во системот за кој говориме, за да може да функционира правилно и превентивно. Горет Крмов, ајде молам Крмов. Значи јас ќе се задржам на темата, значи да не излегуваме. Рековте судскиот процес. Имаме процес за 4 обвиненија, мислам дека се 4 судски постапки. Од кои што 2 се завршени, најобемната има 32 физички лица и 3 правни лица, така? Таа веќе трае 4 месеци и нешто, а другите 3 се за припадници на МВР, од кои што едната е готова со 3 обвиненија и за некаде 20-тина отприлика или 23 како пишуваше во медиумите дека се врши, дека тече истрагата. Сега јас мислам дека родителите, ако веќе имаат сомнежи, а се гледа дека имаат, дека правдата нема да се истера, е повеќе уделот за МВР. Не знам дали случајно или намерно, еве уште тоа не е завршено. Ние имавме интерпелација за министерот за внатрешни работи, кај што убаво покажавме дека у суштина они се едни од најодговорните, значи началникот на СВР Штипи, на ОВР Кочани, тој кој што бил на смена и така натаму, ние гледаме дека тие луѓе уште не се обвинети, но еве ајде да речеме дека тоа ќе истрагата е во дека нема да сведочиме на селективност во пристапот. Можност е, извини колега,
Само дополнение беше, се извинувам. Можност е, како што кажавте, овој процес да се развлече, случајно или намерно, сме имале слични процеси кои што траели со децении, значи не со години, и додека притисокот на јавноста сега е силен, додека сега е јак, ја мислам дека затоа и, да речеме, до некаде е многу по соодветно првото, значи првиот случај, првото обвинение, заради тој јак притисок од јавноста, бидејќи сведочиме како премиерот се обиде нивниот градоначелник во Кочани Љупчо Папазов да го заштити со првите изјави кои ги даваше веднаш после настанот, за потоа човекот го уапсија и има обвинение, значи јас мислам дека тој притисок од јавноста е единствен начин да се истера до некаде правдата, значи тој притисок мора да постои и да биде што пократок целиот, значи, судски процес, затоа што сега уште е свежо, еве сега имаме годишнина комеморација на жртвите и повредените така натаму, но со години ако се различи тоа или не дај Боже со децени, секако дека тоа ќе спласне и мислам дека родителите стравуваат дека овие тие што се најкриви дека или нема да добијат ништо или дека ќе добијат некои паушални казни мали кои што лесно ќе ги одржат, значи тука лежи опасност. Да, али? Се согласувам апсолутно. Јас мислам дека тенденцијата е да се развлекува и точно тоа. Вистинските виновници колку што е можно повеќе да се амнестираат, да кажеме, на некој начин. Затоа што пак ќе повторам, јас сум убеден дека ова е менаџирање на последиците по партијата и владата. Нема сомнение кој е се тука одговорен. Кој според вас како опозицијска партија требаше да понесе, меѓу другото одговорност не зборуваме за кривична, бидејќи овде ние не сме суди, не судиме и не носиме одлуки. Да, и јас не кажав кривична одговорност, нито нешто слично, кажав одговорни, се знае кои се. Министерството за внатрешни работи, надлежните инспектори, организаторите, пиротехничарите, собствениците, ги гледаме тие луѓе ние и така натаму. Меѓутоа, персонално тие институции на обвинителна клупа ги гледаме. Министерството за внатрешни работи е еден ланец, така? Почнува од ОВР Кочани и иде во СВР Кочани, каде што новинар, истражувач ни предочи во јавноста пред неколку месеци дека имало и јавни дописи уште пред да се случи оваа трагедија. Службени, дека ова се прави таму и така натаму и барале тоа да се проследи до Бирото за јавна безбедност. Дали е тоа направено? Значи се почнува од долу и се оди чекор по чекор и ќе видиме до каде тоа ќе стигне. Јас не сакам да именувам имиња, презимиња, но за да имаме навистина истрага која што вистинските одговорни лица ќе ги извади на виделина и нормално, доколку се докаже нивна вина, да си одговараат соодветно законот, мислам дека така се прави. Инаку, ова што се направи, а пошто на почетокот ме прашавте за нашите функционери, јас сум апсолутно убеден тоа што јас претходно го кажав, менаџирање на последиците по партијата. Зошто барем еден не излезе да поднесе морална одговорност, морална оставка од морални причини? Одговорен сектор, кој да е. Дали е тоа некоја дирекција, дали министерство и така натаму, нека се најдат секој за себе. Единствена, да кажеме, реакција од повеќето сегменти што мислам дека е окей, но толку се можностите, е таа општествена реакција која што не е институционална, владина и така натаму, туку колку што можеме граѓански да се организираме и да гледаме сега во болницата во Кочани има некои реновирања и така натаму кои што се повеќе од 90% од донации. Влезете во нивната страна, видите благодарност за оваа донација, за таа донација, за приватни лица, организации и така натаму. Ние сметате дека државата не даде, еве велам државата доволна логистика. Еве сега навлегуваме во друга тема која сакам да оставам за вториот дел од емисијата. Точно тоа. Се спомна дека е сменет законот за пиротехника и така натаму. Но тоа и ниту еден друг пропис и закон кој регулира на пример издавање лиценци. Што беше спорно како дали тоа ќе го реши проблемот?
Не, сигурно. Дали ова, ако промениме нешто повеќе, дали ќе имаме некаква гаранција дека вакво нешто нема никогаш да ни се случи? Секако не. Нема. Но, Се разбира. можноста многу значително ќе се намали. Како? Не е само за пиротехника и начин, процедури на добивање на лиценци, туку и здравствениот систем, туку и противпожарната служба, која што после е тесно поврзана и со сообраќајни решенија, например, ние имаме Добро. и така натаму, и така натаму, и така натаму. И јас не велам дека сите овие работи се по вина на сегашната влада, господин Јаревски. Да не се погрешно разбереме. Меѓутоа, по така фер и многу поубаво би било и за вас и за сите нас да кажете, знаете што, ние ја затекнавме една ситуација ваква и ваква, не ни се случи ова и ова и сега треба навистина да направиме нешто ова или а не после 12 месеци се уште немаме направено пресек. Тоа ми е моја. Добро. Не е Да, конференцијата за пресек. Тоа е повеќе дека Ама така, вие кажавте, јас прочитав ваши јавни сакав да излагања. комплементарен Не кажав јас. Сакав да кажам дека тоа е момент дека нема да остане заборавено, дека активности има и ќе продолжат. Ако завлеговте во содржината, ќе видите. Сега, офатени беа повеќе работи. Би сакал да имаме институционален пристап како што се имале дискусии претходно. Бидејќи ако имаме импровизација или ако не го пратиме словото на законот, тогаш и ние или било кој што ќе побара на тој начин пристап или за решавање на ваков проблем, ќе дојде до ситуација да генерира причини кои што доведува до вакво состојба. Добро. Ако земеме на пример дека ДКСК кој што е релевантна институција издаде со своји препораки, една сериозен извештај, една сериозна анализа, првото што го кажа дека како што ги дадува владата веднаш пошла да постапува по истите. Доколку земеме предвид ова што го каже колешката, дека затекнатата ситуација е со разрушени инспекторати, со недоволни капацитети, човечки кадри, средства, помагала и така натаму, можете да видите колкава е тежината на сите преземени активности со резултатите што произведува да тие првични Тоа зборуваме за потоа. Односно, она што е најважно да го кажеме. Постапката ќе покаже. Не сте во опозиција, Само- ниту сте 2 месеци на Само власт, дозволете. сум 2 години. Едно сум сигурен. И се уште не Едно сум фалат сигурен. инспектори. Каква и да е постапката. Нема И согласност. во ова студио и ние сме укажувале на многу наши замерки што ги имаме во правосудниот систем. Ама сум сигурен дека овој случај нема да заврши дека Кавелот ќе биде крив. Јасна ќе биде изразена, сите го следиме случајот, сите не засега оваа состојба и ние како учесници во општествените случувања можеме да се земеме обврска дополнителен. Не се сложувам за притисок, но можеме да имаме интерес како ќе течат работите во наредниот период. Да, но, значи, тој дел, значи јас се согласувам, значи за дел мора да ги одвоиме работите. Едно е судската постапка и конкретната одговорност во кривично-правниот настан. Но јас говорам за општествена одговорност, говорам за за одговорност на власта, која и да ја во моментов е оваја. Значи, што превзема, дали е свесна за проблемите и што превзема за да не ни се, односно, за да превенираме вакви настани. Без разлика, или отличате, без разлика што никогаш нормално не можеш се да предвидиш, но сепак, јасно е дека ние имаме пукнатини сериозни. Мислам, простете, но за 2 години јас не видов никаква жива, дури 1 година после трагедијата, се уште никакво помрднување во она што значи подобрување на тој систем на одговорност во ланецот на она што значи систем во држава. Веќе така идеме, вашиот присак ќе земам. Првиот дел е сегментот на правните процеси, и тој нема да го коментираме, ќе почекаме да видиме како предстои ќе да. Вториот дел, се обидов на неколку пати да укажам колкава е листата на активности кои што се трудиме, кои што се направени, кои што даваат резултати. Не можете да знаете што е, јас би сакала да кажам, ама ако Министерството за финансии не дава согласност да се вработи
инспектор, Тогаш како приватизираме тука на вистина не за како беше зашто дискутираме во предходната влада, истиот ме проблем. разбирате, мислам јас сакам да верувам дека така. Ќе ги повторам пак ако сакате. Мора овде да направиме една кратка пауза за маркетинг, па продолжуваме со вториот дел за брзо. Да, продолжуваме со емисијата. Крмов, со вас сакам да почнам во овој дел. Анкетна комисија. Ајде во име на таа политичка вистина да кажеме, да не бидеме лицемери политички. Еве, кажуваме овде дека сакаме, изразуваме сочувство, бараме сите правда, бараме сите одговорност, сочувствуваме со родителите, со блиските на жртвите. Една година, еве нема да кажеме една година, бидејќи процесот, нели, иницирање на анкетна почна нешто покасно, ние сведочиме дека со месеци политичките партии од разноразни причини и под изговори не делегираат луѓе за формирање на анкетна комисија. Тело кое што повторно ќе речам не лоцира кривична одговорност, политичка, морална. Но политичка и морална, да. Ситуацијата е ваква, да биде појасно и за јавноста. Имаме две ситуации со анкетни комисии. Прво ја имаме постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Која заседаваше? Која заседаваше, таа ја води председателот Димитар Апасиев. На барање на Сдруженијето на родителите беше разгледувана точка околу трагедијата во Кочани. Таа точка помина и сега он како председател даде предлог заклучоци кои што беа пратени кај парламентарното мнозинство, на кои што тие дадоа забелешки. И сега јас ги имам погледнато тие забелешки. Работата е што тие забелешки воопшто не соодействуваат со расправата која што се случуваше на таа анкетна комисија. Затоа тие заклучоци и ден денес не можеме да ги донесеме, затоа што, како да ви кажам, кога од некого зависи мнозинство, се може да се изгласа во собрание. Може утре да изгласаме заклучок дека сонцето изгрева на запад, ама тоа нема да значи дека сонцето изгрева на запад. Само да се докажам. Значи поентата е дека ние не можеме тие заклучоци, забелешките од ВМРО да помане конкретно, идат во правец повеќе на пофалба на реакцијата на власта, нешто што не соодействува со расправата. На таа расправа не зема збор пратениците од ВМРО да помне, ако сакаа нешто такво да има или таков заклучок да има, требаше фактички да земат збор. И затоа тука тој процес е закочен. Да се надовразам, подпредседателот на собранието, ај колега, јас не ме прекинувам, ве молам, и така имам најмалку време од сите. Значи, подпредседателот на собранието Милошовски имаше една, ја би рекол, несреќна изјава во медиумите која што ја прочитав, кај што рече дека се додека тие заклучоци не се донесат во постојаната анкетна комисија, нема ли да се одржи специјалната анкетна која што ја сите заедно, нели, како собрание ја изгласавме. Значи тоа е еден вид на уцена. Сега околу специјалната анкетна ние имаме веќе месеци, не знам колку веќе месеци, не добиваме допис за да испратиме наши членови. Тоест Левица ја следува еден член и еден заменик член. Ние и покрај тоа како Левица пративме до председателот Гаши. Ја неколку пати го имам покренато ово прашање и на мене ми имат одговорено дека не е надлежен тој, туку дека е надлежен Ѓорѓе Сајковски, председателот на Комисијата за избори и именување. Додека како што видов во медиумите, Сајковски вика дека всушност е надлежен председателот на собранието Гаши и ние сега тука имаме едно подавање на топката од двајца реално гледано, иако тука настапуваат како председател на комисија и председател на собрание, они се двајца од коалиција од власта, да, си ја подаваат топката. Ние еве пријавивме член и заменик член, таа комисија не се одржува, таа анкетна комисија и мора да се каже дека од анкетна комисија не е еден случај, туку се 4 случаи. Да, тука ја тангира фактички и опозицијата, конкретно СДСМ, да. И еве јас искрено не мислам дека и тешко дека таа комисија и ќе се одржи ако ние како Левица еве константно вршиме притисок да започнеме конечно со работа. Добро. Калевска, дали СДСМ Тивко ја го саботира стартот на оваа комисија? Ние вака известуваме. СДСМ го чека Гаши со официјален допис, па потоа ќе делегира членови. Еве како Левица не ви треба Гаши да информира за да се делегира. Значи, ставот е непроменет на СДСМ од самиот почеток. Значи, од самиот почеток СДСМ како опозицијска партија парламентарна сега, значи се залагаше бараш анкетна комисија, да, но деловникот е јасен и согласно истиот точно е председателот
јас колку што знам, тоа е председател на собранието, зошто си ја префрлаа топката, не знам, но тоа е тој кој што треба, значи врз основа на одлука на за формирање бидејќи тоа така и не ниту е прва анкетна комисија, апсолутно е така и се знае која е постапката. Зошто ова се случува, навистина тоа треба одговорот да го дадат или председател на собрание или господинот Сајковски кој што е председател на комисијата, но клучно е дека СДСМ како опозицијска партија во ниту еден момент не рекла дека не сака. Напротив, СДСМ говореше, мислам ако се носат дури не само за анкетна, туку и за потребата од надзорна. Затоа што и надзорната, бидејќи таа комисија, мислам, надзорната расправа, всушност само тука дури има една сосема друга димензија, а тоа е кога говоревме на почетокот системски слабости, преку надзорната расправа, всушност ќе дојдеме до детектирање точно што во тој систем, кои карики се слаби, дали заради законски недоследности или законска непокреност, или пак заради нешто друго. Така да, тоа е. Али ти позицијата на ДУИ во однос на овие собраниски комисии, кај кои ве велиме дека на некој начин можеме да лоцираме политички таа морална одговорност, која по дефолт не е никаква облигација, се разбира тие заклучоци од комисиите. Но тоа е доблест на законодавниот дом и на креаторите на политиките да покажат некој однос нели кон јавност. Ама може би волјата нивна за да дојдат до некакви заклучоци ќе беше поголема, доколку првата реакција беше со тоа што претходно го спомнав, со некаква морална оставка, па да се даде не ми доаѓа зборот на македонски месидж, порака, да се даде порака дека навистина сме заинтересирани да се направи нешто конкретно и од таа работа на тие комисии да имаме. Во тој случај тие овие комисии би биле непотребни доколку видиме функционер да понесе нели одговорност и оставка. Не би рекол дека се непотребни, едноставно се канализира волја. Вака колегите се или биле дел од собранието, подобро од мене ги знаат тие процедури и деловникот. Очигледно е дека да, како што кажа господинот Крмов, се префрлува топката и се развлекува што е во синхрон со тоа што порано го кажав дека и судските процеси ќе се развлекуваат колку што е можно повеќе за да се што повеќе амортизира тој политички последици негативни сметам за партиите или партијата најголема на власт. Така е зборам. Хајде Јаревски сега. Многу на кратко. Благодарам. Прво, јавните и анкетни надзорни расправи се една прекрасна деловничка можност што нуди деловникот како инструмент, како алат, како што помага и во транспарентност и во демократските процеси. Во овој мандат сега на собранието можеби ги има одржано повеќе од колку сите мандати претходно заедно и ценам дека се исклучително имаме повеќе, ќе збориме за тоа. И се отвори и за повеќе закони и за реформските кои што учествував и така натаму. Сакам да кажам дека е добра алатка која што треба да се користи и сте се заложувале од секој да се користи што е можно повеќе, бидејќи на оваа анкетна прво морам да изреагирам бидејќи она што наша колешка се обрати пред сите присутни, го кажа ставот на целата пратеничка група, крајно коректно, а бевме присутни сите. Да дадеме тежина и на расправата, и во учеството, и на моментот. И конечно, таа расправа требаше да даде акцент повеќе на другите учесници што земаа исто, пошлувајќи од родителите преку другите засегнати страни, но нашиот став беше искажан преку пратеникот ВМРО ДПМН. Понатаму и за другите процеси. Се што ќе може да се направи. Ја верувам дека и другите колеги од другите пратенички групи, доколку има иницијатива, а разгледуваме повеќе законски решенија, или ако има потреба и од другите, ја верувам дека и во оваа административна
административна пречка ќе биде Не, ова не е наскоро на минато. административна пречка, значи јас мислам дека ова не се работи за административна пречка во моментов. Ве прашам како владеачка партија според вас каде е застојот во екипирање на Значи, една се одржа, а застој нема да има на ниту едно поле. И мислам дека ќе се најде решение и за оваа комисија во најкраток можен период каде што ќе бидеме сите сведоци. Но во меѓувреме сепак е тоа во делот на легислативата. Она што ни е важно да бидат направени чекори за нормализација на односите и превенција од следни случувања. И тука треба подеднакво се важи и двата процеси кај што треба да бидеме силно фокусирани сите. И во делот на нагледување на самите процеси, но и учество или изменување листите. Дали јас може вака новинарски да заклучам дека пратениците во парламентот се уште немаат заеднички став за да потпишат еден записник од расправа во редовна комисија за Заштита на слободите и правата на граѓаните. Значи, пратениците, да повторам, во парламентот не може да стават по еден подпис пратеничките групи за еден документ кој е во форма на заклучок, На заклучоци. на заклучоци од таа расправа. Истото беше исто онкологија. Нашите забелешки ги дадовме. Притисокот во јавноста сепак но се заклучоците не ги издействува. прифатија. Заклучоците не ги прифатија од страна на ние ги Значи, не презентираме. може да Не е ставите важно. Да колега, оставиме тоа, само се вратиме сам назад. битна значи, знак на равенство нема. Сакав да укажам. Дали значи дека и сега треба исто да се постапи? Не. Еве се Напротив. согласувам Не, дека беше така. така. Кажуваме колку нови работи се Ова случуваат. релативизирање, Добро. не знам, не личи. Може да само на кратко, значи Вака се случи и со Нема оправдување за Деловнички зашто цениме нема. Заклучокот треба сите Мислам заеднички дека и да колешката го кој што е правник цениме дека надлежен е председателот Гаши. Ама еве дури да не е, дури да е председателот Ѓорѓе Сајковски, значи он треба да реагира како председател на собрание. Значи имаме член Така е. на ВМРО ДПМН и член на Вреди кои што се заедно избрани со заеднички гласови и сега они као случајно не може да се договорат веќе 5-6 месеци да почнеме 7 месеци колку мина. Значи јасно е тука дека не е, значи ако има застој, тој застој е намерно, не е никаква административна пречка, Никогаш, нели, не ни е прва специјална анкетна, значи имаме некоја традиција политичко собранието, не може топла вода да измислиме. Добро, јас малку ја акцентирам ова анкетна, бидејќи некам да ставам нискам во купчето со останатите, бидејќи емисијата ја почнавме дека зборуваме за една од најтешките колективни трагедии што ни се случија со најголем број на жртви и секако не сакаме паралела да направиме со некои тековни, редовни, надзорни за реформски закони и така натаму. Ние дискутираме овде као од формално правен аспект, значи значењето на значи како инструмент кој што е предвиден во деловникот, значи како се формира и функционирал до сега. Како функционира. Апсолутно нема мислам знак на равенство. Добре, Грмов Јаревски вели дека сепак ќе се екипира таа анкетна и ќе го видиме низиното заседавање, ќе го видиме епилогот. Така? Ајде да видиме. Да. Немам уште премногу од емисијава. Сакам да прокоментираме во овој контекст Лити. Утре почнува собраниска расправа за избор на нов републички јавен обвинител преку комисиите, комисиска расправа и нов закон за јавно обвинителство. Утре е најавен стартот. Ненад Савевски е владиниот предлог, владата се повикува утре според брифингот на Гаши. Првата комисија треба да ја отвори дебатата, не знам која беше комисиски кажа во парламентот. Седницата. А среда е мислам гласањето на пленарка. Ненад Савевски владата не даде никој преголемо образложение, се повика на биографијата, верува во стручноста на обвинителот, има искуство во правосудниот систем, премиерот рече лично не го познавам, но вака верувам дека може да биде добар републички јавен обвинител. Во негови раце се префрло овој процес, па го поврзуваме со темата на оваа емисија. Колку ќе биде важно да добиеме непристрасен, секогаш ова прашање го поставуваме редовно, при избор и именување на нов републички обвинител. Да.
неговата непристрасност, неговата слобода, ослободување од тие партиски бизнис и секаков друг вид на притисоци и стеги. Истата тема, истата расправа при секој избор. Така е. Тоа се однесува и на менталитетот и на очекувањата на мнозинството, било како, дали сме опозиција, позиција и така натаму. Че тоа нешто се повторува, што мислам дека крајно време е да се смени и да се каже кога нешто ни изгледа дека е подобро, дека е во ред и така натаму, и мислам дека е редно и да се каже без разлика дали тоа оди во полза на политичката партија што ја представуваме, групата и така натаму. Предлогот, и јас како и премиерот, што кажам, не го познавам лично, не го познавам ни јас господинот, но според информации кои што го познаваат, слушам добри зборови, убави зборови за навистина добар или па одличен професионалец, кој што нема некоја си дилема зад него, за некоја си пристрасност и така, не го следат афери, кратко кажано, да, ви благодарам. Се надевам дека така и ќе остане доколку се избере, но тоа што немаше да има дилеми, дали јавниот обвинител ќе беше непристрасен, е кандидатката која што имаше 100 поени. За неа па немаше ни да размислуваме дали ќе биде непристрасна во однос на власта, а тоа е Ленче Ристовска, која што ги доби највисоките оценки од... Премиерот ја дисквалификуваше веднаш уште пред да Премиерот ја дисквалификуваше поради причини кои што ги предпоставуваме, кои би можеле да бидат. Може би е, например, затоа што еден предмет поврзан со ВМРО баш она го води. Може би поради тоа. Во тој случај немаше да имаме никакви дилеми дали имаме пристрасен или непристрасен. Меѓутоа и за господинот кој што е сега предлог, слушам само убави зборови и верувам дека и он ќе биде во ниво на поддршка дуи парламентарна во тоа парламентот. Не знам. Немам таков мандат да. Добро, ќе прашаме партијата. Кармов. Вака, јас имав сличен коментар од понудените кандидати и мислам дека убедливо беше Ленче Ристовска најдобра. И сега, бидејќи беше дисквалификувана и сврдена, мислам дека од останатите ова е, ако не е најдоброто можно решение од тоа фактички што остана. Значи, ја не сум уфелата, не сум правник, ама колку разговарав со председател Тапасиев и други што имаме правници, така да околу ставот задржуваме, нели, ќе почнат сега комисиите, па ќе видиме, али у секој случај не е толку, како да кажем, решението не е, можеше и подобро, ама не е толку лошо решение како што, например, исто често случува кај нас со пристрасни јавни обвинители. Да, само да кажам, Калевска, мислам дека беше во дел од обвиненијата за 27 април за поранешниот владин генсек Рашковски, го водеше предметот, значи сепак работа на високо профилни случаи. Така е. А знаете што, всушност, јас можам да кажам, или и како правник и долгогодишен адвокат, само би кажала дека во конкретниот случај, она што евентуално може да фрли предреме дамка, значи е само таа несрекна изјава на премиерот со кој што направи дисквалификација јавна, да не кажем јавно, чување на еден од кандидатите, поточно кандидатката обвинителката Ленче Ристова, која што, за волја на вистината, беше оценета со највисоки оценки. Сега, според мене, тоа е единственото нешто што ете така малку и ми е жал, затоа што колегата, мислам, сега предложениот за државен обвинител, ето сум имала прилика и да го видам и во судница. Јас верувам и знам дека е професионалист и верувам дека добро ќе извршува задачата, но и функцијата, но знаете како е, поддршка да, ама бланко поддршка никому
Се надевам дека ќе Само има едно оправда. соопштение, така, кусо однапред нема да осудуваме, се разбира, во Апсолутно наводници. нема да се осудува таме работа. Но сепак ќе треба да се изгради нели и вие Крмов како левица и вие Знаете како што сама и дуи позиција за сите за предуслови, гласањето. ви реков, сите предуслови што се потребни, значи ги има. И затоа не можеме да однапред. А добро, во однос на гласањето ќе ви дам и вас Збор Јаревски, како е Крмов делумнички читав различни образложенија. Републичкиот јавен обвинител се бира со колку гласови во парламентот? Мислам дека е со мнозинство, со 61. Со 61 глас, но со апсолутно мнозинство, да. со какво со апсолутно, бидејќи има Не е со толкување просто според мнозинство. член 69 од Уставот, дека Да, може да, и да, со јасно. релативно мнозинство од присутни само 61 Со над 40, да. со над 40. Сега јас многу е важно ова, нели, дали ќе добиеме републички обвинител со една поширока поддршка во парламентот и од политичкиот свет или ќе биде само на Не би коалициски со сигурност, тоа е а мислам мислење дека на е со господинот. 61, не може со 61 Мислам глас дека е со минимум за избор на републички јавен обвинител во парламентот. И, не. има мислење Но, на за господинот Денис Прешова. Тоа беше кај него така, толкувањето. Така, и го прочитав и јас. Значи, негова анализа и мислење водило дека всушност Уставот не ограничува и дека според него би можело, значи, и во сами да се не да се менува Уставот, туку со во самиот закон да биде предвидено двотретинско мнозинство. Од каде тоа? Мислам, јас не сум експерт по уставно право, точно дека до сега се толкуваш и се пременуваш и секој републички државен обвинител е биран со минимум 61. Да, тоа е значи, прагмата но до сега. сепак е со оградам, не сум експерт по уставно право. Но факт е дека во мислењето што го даде Венецијанската комисија за Законот за јавно обвинителство, кој што е сега во постапка, и Закон за Совет за јавни обвинители, да, не го спомена. меѓу клучните аспекти говори Токму и тоа. токму за тоа. Значи, за потребата од квалификувано, односно, би значило двотретинско мнозинство. Така да, а јасно е зошто, затоа што само на тој начин можеме да очекуваме, нели, По-неутрален по-неутрален, Па добро, и деполитизација одговорноста тогаш на обвинителот се и така обраќа натаму. поголема И неговата сакам да кажам, одговорност, знаете одговорноста како е поинаква. Од една страна се зголема одговорноста, но од друга страна влијаете на неговата градењето на непристрасноста и на професионалниот капацитет максимално. Така да, тоа е од тој аспект, но пак ќе кажам, не сум уставен експерт. Интересна оваа теза Јаревски, навистина дали премиерот со таа изјава уште пред да стаса официјалниот допис од Советот на јавни обвинители, нели до кога ги објавивме 4 мислам беа кандидати, Да. во изјава на настан. Не беа пет, ама едниот Советот се изјасни за едниот кандидат дека не ги исполнува условите, нели, поради И судските останаа процеси, 4, да. или во интервју беше, не се сеќавам точно, каде рече вака беше конструкцијата: знам само дека нема Ленче Ристова, токму така. Ристевска Ристова да биде кандидат. Два моменти мене ми се исклучително важни, особено сега што ги слушнав и колегите со нивните излагања тука. Прво, дека таа личност, од него ќе има големи очекувања во период пред нас. И во делот на констатирани состојби, и во однос на очекувањето на подобрување на состојбите, и во однос на она што го велиме дека правосудството ќе добие на она што е најмногу потребно, чекори во однос на правдата, што сите ја чекаме. Второ што ми е исклучително важно е дека на некој начин е сублимат од сите изрази дека оваа личност има импресивно CV, нема дамка преходно докажане во филата, и има добри предуслови дека овие очекувања може да ги исполни. И трета работа, што е исклучително важно, не знам од кога не се случило да имаме ваков прилог за избор, а да немаме навистина никаква политичка конотација. Што не е случај со другиот случај кој што кажеме, како да го гледаме, да се трудиме да бидеме коректни, во политички контекст влегуваше особата. Овде имаме личност политичка. Ова имаме личност каде што нема допирна точка со политиката.
До сега. Сега ќе видиме понатаму како ќе се одвива работата, какви ќе бидат резултатите, но предусловите се добри. Не знам како ќе биде гласањето, но мене ми значи ова што го слушнав како предуслови дека стартната позиција на новиот обвинител ќе биде на некој начин со гласањето мислам за среда знаеме да фалиме и кога е зафалиме. Така. За разлика од некои други времења. Ама во најава се нови судски процеси за груби, па можеби тие ќе бидат сега под юрисдикција на, мислам не можеби сигурно. И тие се сосема неосновани. Индивидуална одговорност за колективна одлука се бара, мислам како да ви кажам, АБЦ да на правото. За мене тоа е многу симптоматично како и се обектеши. Политички прогон. Буквално. Сакаат дечкото да го влечат пред камери со лисици, со ова, но изживljавање сака да прават. Си отиде, се смери малце топката, еве го се врати. Сега ќе видиме дали ќе се уапси цела влада, која што гласала за таа одлука, или ќе се гони, всушност, или пак ќе се ослободи груби. Нема трето. Затоа што, еве вака, кога веќе го отворивте, таа одлука која што ја потпишал Груби е врз основа на гласање на мнозинството. Според наши информации, сите присутни гласале за. Хипотетички, доколку Груби ја води седницата, но гласа против, сите други гласаат за. Нели он е должен, мора да ја потпише одлуката? Должен е. Кој ќе беше предметот за кривично гонење тогаш? Другите 17-20 лица. Разбирате, многу е да не кажам сега глупа, пошто не ми доаѓа некој. Добро. Јас да прашам вашата перцепција дали ќе се промени за Савевски, ако еве се отворат нови процеси против Савевски, високопрофилни ние зборуваме. Тоа е мој впечаток, според ви кажав, според тоа што јас го слушам од луѓе од фелата кои што велат дека зад него нема афери. Јас не кажав дека гарантирано нема политичка позадина, јас не кажав дека сум сигурен дека не е поврзан со ВМРО, со Мицковски. Јас кажав дека ние ќе бевме сигурни за непристрасен јавен обвинител со Ленче Ристовска. Не може непристрасен. Зошто да не може? Ние ќе бевме сигурни дека нема да игра по нотите на ВМРО само она. Немам ништо лош збор. Некој требаше да работи во тоа специјално јавно обвинителство. Седно, знаеме како заврши тоа обвинителство. Значи, сите гласат, колега, значи, тоа е една сосема друга тема. Да не заборавиме зошто дојде до формирање специјалното јавно обвинителство и дека тоа беше буквално консензус. Ја велам за причините за укинување на тоа неуставно јавно обвинителство. Тоа е нешто сосема друго. И сега тоа не значи дека ние треба да ги анатема, да ги дискредитираме сите оние професионалци кои што професионално си работеле работата во специјалното јавно обвинителство. Не прифаќам колективно можете како и да гледате политичка конотација на личноста имаше, а овдека имаме безкомпрометирана личност. Не мислам, значи не може колективна одговорност, не. Колективно може да одговара само политички, морално, ама ваква одговорност колективна. Мора да завршиме. Еве ова нека биде некој придонес наш, па дури во форма на некој притисок за работите да се забрзаат, зборуваме и кај вас пратениците, и во јавноста, и во институциите, и во системот, што го велиме, а системот сме сите ние. Јас споменав, еве трет пат ќе кажам дека една година потоа, освен овие законски измени околу пиротехника и протоколи на користење, не е променет ниту еден протокол или закон за издавање на лиценција. По трагедијата во Кучани, секоја втора дискотека и клуб беа затворени од актуелната влада поради одредени пропусти утврдени, се разбира, по слово на закон. Но до сега еве законската регулатива не се менува во тој дел. Тука дел од нив не ги ни обновија. Тие лиценци се на година дена, значи според моите сознанија дел од нив како им истекла лиценцата од многу други причини не побарале обновување. Значи да, имаше и што беа одземени, ама не во таа бројка, има различни ситуации.
Тоа е тоа, да се надеваме дека навистина она што го говориме како систем, еве донесена е, како ја кажав, национална стратегија, сега деновиве во пресрет на конференцијата, национален план за справување со масовни жртви, овде се таргетираат повеќе сектори. Ви благодарам на сите четворица, па ќе речам да биде ова придонес за, ете, како јавен притисок за работите да станат подобри. Почитувани, емисијата заврши, следуваат вечерните вести, пријатно од ова студио.